26 октомври 2016 година, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. Гроздоберот доаѓа до крај годинава според тврдењето на лозарите, големи количини грозје скапаа на лозовите насади, а за берење има уште околу 5 милиони килограми. Неизвестност и нервоза, тоа се главните карактеристики на годинашниот гроздобер во Тиквашијата и во Македонија. Визбите беа слабо заинтересирани за откуп на винското грозје, па поради тоа, според кажувањето на лозарите, значителни количини останаа на лозјата. Дел од родот пропадна, дел им дадовме на откупувачите, а има уште еден мал дел за берба, велат лозаропроизводителите. Дека се уште има мала количина на винско грозје за берба, потврдува и лидерот на лозарите Љупчо Аризанов. Според него, грубите пресметки покажувале дека за берба има останато околу 5 милиони килограми грозје и тоа најмногу смедеревка, а мал дел станушина. Годинава, поради невкусните игри на винариите, изгубија лозарите. Проблематичниот откуп и врнежите од дожд среде берба се главна причина грозјето да загуби од својот квалитет и тежина, но да пропаднат и значителни количини, вели Аризанов. Се почесто лозарите кажуваат дека ќе ги остават, а некои и ќе ги ископачат лозјата, бидејќи со години маката на лозарите не ја ценат откупувачите на грозје. Државата е незаинтересирана да изготви стратегија за земјоделство, каде производителите на земјоделски производи однапред ќе знаат за кого произведуваат и по која цена. Познавачите велат дека мора државата да интервенира и да запре хаосот и рашомонијадата која владее во лозаровинарскиот сектор. Долгорочното решение на проблемот со откупот и воопшто во лозарството е само во создавање услови со кои ќе се зголеми конкурентноста на производот преку поевтини репроматеријали и навремена исплата на субвенциите, а винариите ќе го плаќаат грозјето во законски утврдениот рок, вели Ленче Николовска, поранешен председател на Собраниската комисија за земјоделство и добар познавач на состојбите во аграрот. Таа нагласува дека годинава државата не направила ништо за да им помогне и да ги заштити лозаропроизводителите. Според неа и во иднина ќе продолжи намалувањето на површините под винова лоза. Пред 10 години лозовите површини беа 24.000 хектари, а сега има 5.000 хектари помалку, и тоа при субвенции од страна на државата. Најсилна потврда дека нешто не е како што треба, вели Николовска. Општина Росоман е една од малите општини која важи за доста силна со готови и издржани проекти, смета Центарот за развој на Вардарски плански регион. Во посета на општина Росоман денеска беше директорот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион Марко Кулев. Тој на терен анализираше како течат работите околу изградбата на тротоарите, проект финансиски поддржан преку Центарот. На средбата со градоначалникот Стојан Челазов, Колев ги разгледа и приоритетните проекти на општината со кои може да се аплицира до пристапните фондови. Вардарскиот плански регион не само во општина Росоман, туку работи во скоро сите општини во Вардарскиот плански регион. Тоа се 9 на број. Имаме две причини зашто сум денеска тука. Првата причина е завршувањето на еден голем и значаен проект и за Вардарскиот регион и за општина Росоман, поставување на тротоари на 3 улици, значи во изметот временски период со 5 милиони денара поставивме тротоари на централната улица, на 2 споредни улици и го зголемивме безбедноста на пешаците. Втората причина за што сум тука е разгледување на неколку инфраструктурни проекти со кои што Вардарскиот плански регион во измината 2017 година ќе ги имплементира во општина Росоман. Значи зборуваме и за инфраструктурни проекти, зборуваме и за проектирање. Со градоначалникот имавме состанок. Општината е спремна со проекти, има неколку проекти кои се готови. Тука зборувам за основни проекти, ревидирани проекти со одобрение за градба, каде што можеме ние во наредниот период да аплицираме. Имаме некои 8 сигурни проекти кои ќе ги аплицираме, уште дополнително разгледуваме некои проекти кои се спремни може да се аплицираат. Имаме неколку критериуми, значи големината на општината, спремноста на општината, дали во изминалата година во некоја општина сме имплементирале повише проекти или помалку проекти, така да се гледаат повише аспекти и така да во општина Росоман имплементираме проект. Како што кажав претходно за тротоарите, претходно имплементиравме неколку други проекти во градинката, во школото,
што проектиравме тука во општина Росоман, така да врз основа на неколку критериуми се избираат кои проекти ќе бидат. Еден од најглавните критериуми, морам отворено да кажам, дека е спремноста на општината со готови проекти, што се вика зрели проекти, за да може утре да ги аплицираме и тие проекти да ни бидат одобрени, да имаме лесна имплементација. Општина Росоман е една од помалите општини која важи за доста подготвена кога станува збор за готови и издржани проекти, смета директорот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Во 6 години работа на Центарот решени се неколку инфраструктурни проекти. Во оваа сфера ќе се работи и понатаму, информира Колев. Обезбеден е простор од Министерството за транспорт и врски. Околу 120 типски куќи ќе се градат во Росоман во рамки на проектот Купи куќа за млади. 120 типски куќи ќе се градат во општина Росоман како дел од проектот Купи куќа за млади. Просторот околу поранешно стопанство Душан Кирич го обезбеди Министерството за транспорт и врски, а младите од готовите проекти ќе можат да бираат помеѓу 3 модели на куќи. Инфраструктурата, односно комуналното уредување на овој простор ќе биде зафат на локалната самоуправа. Министерството за транспорт и врски го урбанизира делот на тоа е, мислам, блок број 7, не ме зимате за збор, традиционално ни го викаме Душан Чирич стопанството кај што беше, и во овој дел значи, на земјиште на Република Македонија с некаде ќе се испарцелизираат над 120 објекти со улици, со сите попратни инфраструктурни елементи кои што ги вети владата на Република Македонија дека ќе ги направи за овие за овие места, значи тоа ќе бидат типски населби кои што на некој начин дури мислам дека и сигурен сум владата нудеше и готови проекти за куќите, комплетно да може еден млад брачен пар бесплатно да аплицира во транспорт и врски и бесплатно да ги добие и проектите и на некој начин да ги направи типски овие куќи во, мислам дека беа 3-4 типа на куќи и да си створат собствено живеалиште. Во тој контекст општина Росоман, значи исто така помага во делот на справувањето и на уклучувањето према канализацијата. Сигурни сме дека заинтересираноста која што сега владее кај младите парови, бидејќи доаѓаат кај мене доста луѓе, ќе се зголеми уште повеќе кои ќе видат дека нешто се работи. Во овој момент очекуваме тоа до крајот на годината да биде завршено, согласно општиот акт кој што го имаме, бидејќи немаме навистина се уште урбанистички план, но на општиот акт го урбанизираме цело ова место со таков проект и мислам дека во моментот кој ќе се појаве, ние како локална самоуправа ќе ги обавестиме сите млади брачни парови и тоа многу брзо ќе се распродаде, односно ќе се земе за цена од 1 евро за квадрат, а се со цел да во тој дел на Росоман развиеме една типска населба на младите парови кои што еве имат шанса да се вработени во Дрекстер и во сите можни места во Росоман, му овозможиме полагоден живот, градинката си работи турбо, школото ни е опремено супер, така да мислам дека само имаме светла иднина за Росоман. За сега интересот е голем, информираат од локалната самоуправа. Младите се интересираат за начинот на апликација, местото кое е обезбедено за општината, но и моделот по кој може да градат или избираат. Голем дел од младите во Македонија се приморани да живеат со своите родители поради високата невработеност и ниските плати, покажуваат резултатите од анализата на Реактор истражување во рамки на проектот Република Млади. Со низок животен стандард, висока невработеност, социјална исклученост и недовербата во институциите се соочуваат околу 480.000 млади македонци на возраст меѓу 15 и 29 години, покажува последната анализа на Реактор истражување во рамките на проектот Република Млади. И во Македонија голем процент од младите живеат со своите родители, најмногу поради високата невработеност како и ниските плати. Младите не одлучуваат да си одат од родителскиот дом, да почнат да живеат сами.
За младите во Македонија финансиската независност изгледа како недостижно нешто ако се има предвид фактот дека половина од нив се невработени. Затоа дури 2/3 се финансиски зависни од своите родители. Половина од младите невработени поминале повеќе од една година во барање работа, што има негативни последици за нив и предизвикува лузна на професионален и на приватен план. Младите се соочуваат со низок животен стандард, корупција и слаба информираност и поддршка од државните институции, стои во анализата. Се додава дека младите, за жал, како најуспешен модел за вработување, ги посочуваат личните контакти преку пријатели или роднини. Германскиот заменик амбасадор Марко Акватичи ја посети германската фабрика во Кавадарци Дрекслер Мајер. Германскиот заменик амбасадор и раководител на економскиот оддел Марко Акватичи ја посети фабриката Дрекслер Мајер во Кавадарци. Менаџментот го поздрави амбасадорот кој сакаше да се информира за предизвиците со кои се соочува Дрекслер Мајер, како еден од поголемите работодавачи во земјата, информираат преку соопштение од компанијата. Понатаму во соопштението се вели дека целта на посетата била и лично запознавање со начинот на кој функционира компанијата, производствените процеси, работните услови и воспоставените стандарди по кои таа работи. Акватичи стапи на функција во месец јули годинава, а во овој почетен период од неговиот мандат изрази интерес преку директна посета на компанијата, подобро да го запознае начинот на работа. Заменик амбасадорот имаше можност и лично да ги обиколи производните хали на фабриката и одблиску да ги запознае различните производствени процеси и условите за работа. Дрекслер Мајер е германска компанија која во Македонија вработува повеќе од 5000 луѓе. Како еден од позначајните работодавачи во земјава, компанијата придонесува за развојот на економијата и намалување на невработеноста во овој регион. Драго ми е што во фабриката се работи според високи германски стандарди во сите области од производството, квалитет, работна средина, како и безбедност и заштита при работа, нагласи Акватичи. Посетата беше искористена и за договарање на заеднички проекти од хуманитарен карактер помеѓу германската амбасада и Дрекслер Мајер, како и развивање и поддршка на моделот на дуалното образование во средните училишта, кој компанијата веќе успешно го спроведува. Стои на крајот во соопштението од Дрекслер Мајер. Најавуваме еден настан за утре за љубителите на пишаниот збор. Утре со почеток од 13 часот во библиотеката Феткин Кавадарци ќе се одржи промоција на книжевното творештво на Гордана Петров Такец. 8 година поред во Кавадарци се одржува фестивалот на новиот германски филм. Годинава кавадарчани ќе имаат можност да погледнат 6 нови филма. Со проекцијата на трагикомедијата Мед во главата во 3D киното при Домот на културата Иван Мазов Климе, синоќи официјално беше отворен фестивалот на новиот германски филм. Еве што за самата манифестација која веќе 12 години се одржува во Македонија, а 8 година во Кавадарци, рече градоначалникот Александар Панов. Најнапред за мене значи броење на моите години од мандат, бидејќи со почетокот од 2009 година почнавме и токму со тогашната германска амбасадорка. Морам да признам лично по моја иницијатива како влюбеник во европскиот филм, а нели германскиот филм како добар представник на европската кинематографија, да кавадарчани имаат можност да се запознаат со германската култура, а преку германската култура и да направиме уште чекор за кон најпосакуваниот јазик во тиквешијата, тој германскиот, бидејќи, знаете, нели, потоа следува и многу германски инвестиции, кои што за кавадарчани, па и за родителите на децата кои што учат во средно и во основно образование, значеа приближување кон германскиот јазик и германската култура. За јавноста да кажам дека еден од попознатите германски режисерот Вим Вендерс ми е еден од најумилените и очекував, нели, секогаш се надевав дека ќе гледаме нешто од Вим Вендерс и покрај тоа што тоа се филмови кои што се гледаат, нели, сам со филмот, а не е во публика. Ја имавме таа привилегија да бидеме еден од малкуте градови во Република Македонија кои што ќе имаат, сега не знам оваа година, некогаш беа 5 или имавме една недела на германски филм, потоа, нели, следува италијанскиот филм, па
и преку други амбасади го восстановивме ова како правило и сум навистина многу задоволен и благодарен на германската амбасада што овозможија тие филмови кои што се прикажуваат ширум Македонија, да Кавадарци има привилегија и нашите граѓани имаат привилегија да погледнат дел од новата германска кинематографија. И еве уште еднаш од моје лично име, од името на локалната самоуправа, да се заблагодарам на соработката со германската амбасада, преку неа со германскиот народ за привилегијата да имаме проекции на германски филм, а со тоа да сите запознаеме уште еден сегмент од германската култура. За значењето на овој фестивал и за неговата улога во промоцијата на германската уметност и култура говореше Хелга Тајпел, раководител на одделот за култура при германската амбасада. Ние се радуваме многу што со нашиот фестивал на новиот германски филм вечера повторно можеме да сме овде во Кавадарци. Изгледавме многу филмови во обид да ги избереме оние што се најдобри, за кои што сметаме дека може да се прикажат овде во Македонија. Во Македонија има многу филмски фестивали, особено се радуваме што германскиот филмски фестивал ќе им пружи можност на луѓето во Македонија да ги погледнат филмовите во оригинал на германски јазик, затоа што овде има многу луѓе што се интересираат за германскиот јазик, што го изучуваат германскиот јазик и ова е убава можност да се вежба малку јазикот. Филмот што ќе го прикажеме вечерва е еден од најгледаните филмови во Германија. Минатата година го погледнале повеќе од 7,2 милиони луѓе и се надеваме дека ќе биде еднакво успешен и овде во Македонија. И се надевам дека овој пат луѓето ќе одлучат да ги погледнат сите филмови. Понудивме овој пат 6 филмови. Погледнете програмата и ќе ни биде големо задоволство ако дојдете да погледнете филмови. И на крај не сакам да пропуштам и да се заблагодарам на оние кои што срдечно го поттикнуваат го поддржуваат овој фестивал. Секако тоа е нашиот партнер, германската банка Прокредит и се разбира Центарот за култура на градот Кавадарци, кој што секоја година со задоволство ни помага за тоа да се оствари овдека во просториите на Центарот за култура. Сите проекции се прикажуваат во 3D киното, а влезот за истите е бесплатен. Денес Кавадарчани на репертоарот ги имаа филмовите За една девојка и државата против Фриц Бауер. За утре, четврток, 27 октомври, од 10 часот ќе се прикажува детскиот филм Куќата на крокодилите. Од 12 часот историската драма Хердер помеѓу два света. Фестивалот ќе заврши со проекцијата на трагикомедијата Тура на животот утре во 19 часот. Кошаркарските праволигаши не попуштаат и ќе бараат свикување на вонредно собрание на Кошаркарската федерација. Во скоро време нема да има праволигашка кошарка во Македонија. Ова стана јасно откако на вчерашната седница на Сдруженијето на праволигашите поголем дел од членовите се изјаснија против одлуката на управниот одбор на Македонската кошаркарска федерација за 3 битни работи за и околу функционирањето на елитната конкуренција во Македонија. Како што пренесе председателот на Сдруженијето Видео Секуловски, клубовите се чувствуваат уценети што мора да ги платат високите такси за странските играчи, а освен тоа се обвинети дека тие се виновни за доцниот почеток на првата лига. Затоа на клубовите не им преостанува ништо друго освен да свикаат вонредно собрание на Македонската кошаркарска федерација. За свикување потребно е минимум 8 клубови да поднесат барање за свикување на седницата. Иако во рокот 14 дена председателот не свика седница, клубовите сами ќе го организираат собранието. На седницата вчера беа присутни 8 клубови, а 6 од нив гласа за ваквиот предлог. Ставот на клубовите е дека треба да се почитува мнозинството во носењето на одлуките за вака важни прашања. И што е особено важно, сезоната да започне со оној стар регистрацијски правилник, па дури од наредната сезона да се имплементираат измените.
Ставот на праволигашите е тој: бараат да важи регистрациониот правилник како што е. Доколку се реализира иницијативата за свикување на вонредно собрание на Македонската кошаркарска федерација, на седницата ќе се бара враќање за водењето на лигата во рацете на Сдруженијето на праволигашите. Покрај тоа и за изборот на комесарот за надпреварување да одлучува исклучиво Сдруженијето и секако она најспорното прашање за висината на таксите за странски домашни играчи. Односно, ова се оние 3 барања кои претходно беа доставени до управниот одбор на федерацијата, но беа одбиени од нивна страна. Дали ова вонредно собрание ќе значи и смена на председателот Наумовски, останува да видиме. А сега, за сега, кошарката, барем она домашната, ќе почека уште малце. Времето утре е претежно облачно со умерен ветер, а повремено и засилен северен ветер. Ќе има и врнежи од дожд, почести во источните и југоисточните делови од земјата. Врнежите ќе продолжат и преку ноќта. Температурата ќе достигне до максимални 16 степени. Современската прогноза го означуваме и крајот на ова издание на вестите. Имајте секое добро со нашата програма и не заборавете, тоа што испуштивте можете да погледнете и на нашиот сајт www.ktv.mk.